Владината делегација предводена од вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски утрово пристигна во Лондон, каде утре официјално ќе се стави потпис на договорот влада со влада за инвестицискиот циклус од 6 милиарди евра, дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Потписници на договорот ќе бидат Николовски и британскиот министер за услуги, мали бизнис и извоз во Министерството за бизнис и трговија Герет Томас, а пред утрешниот официјален настан Николовски во денешната агенда има предвидено средби и со државната министерка за внатрешни работи Дейм Анджела Игл и представници од инструментот за финансирање. Иако и натаму конкретни детали за тоа што точно ќе содржи договорот не се познати, премиерот Христијан Мицкоски уверува дека се ќе биде транспарентно, вели договорот ќе се најде и пред пратениците во собранието и ќе се знае точно за што ќе се потроши секој еден денар од парите. Ние нема никаков закон во парламент на швейцарски начин да носиме со злоупотреба на европско знаме, како што тие правеа. Нема да класифицираме документи. Напротив, ќе биде јасно на македонската јавност што ќе подпишеме, под кои услови, кои се цените по кои што ќе се гради, кои се компаниите кои што сето тоа ќе го градат. Стратешкиот договор со Велика Британија денеска го поздрави и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Рече дека тоа е чекор напред и дека на земјата и се потребни и други такви договори, потенцирајќи дека како земја ја имаме научено лекцијата за да внимаваме како ќе се однесуваме во склучување на договори кои се дел од стратешко партнерство. Се разбира дека ние мораме да наоѓаме решенија за развој и стратешкото партнерство во таа област. Еве јас ќе кажам, би сакала да имаме стратешко партнерство и со некои земји како Азербејџан и останатите, зошто бидејќи во околината има. Заради тоа што ние не можеме да скокнеме во обновливи извори без транзиција која е врзана за газ. Од она што досега е познато е дека на располагање ни се ставаат 6 милиарди евра, пари кои земјава не мора да ги искористи во целост. Николовски вчера рече дека финансирањето и враќањето на парите ќе зависи од реализација на проектите, а заложбите на владата се да се постигне договор со грејс период додека изградбата не биде завршена. Со првите 2,2 милиарди евра владата планира да ги гради двата колосеци на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип, болницата во Кичево, како и да ја реновира болницата во Титово.